Почитувани, и покрај сите предупредувања од СДСМ дека се доцни и лошо се координира со кризата, владата на ВМРО ДПМН е доцни со носење одлуки и организација на сите расположливи ресурси. СДСМ како одговорна партија не сакаше да долева масло на огнот во кризата и ги остави институциите да си ја вршат работата, но сега е јасно дека владата нема капацитет да се носи со предизвиците и прави погрешни проценки за состојбата. Мора да се обезбеди правилно и поефикасно користење на сите ресурси во државата во борбата со пожарите. Управувачкиот комитет бараме итно да направи план за распределба на достапните ресурси и превенција на кризните точки. Во моментов не е јасно ниту дали се ангажирани републичките противпожарни сили преку Дирекцијата за заштита и спасување. Доколку не се, потребно е целосно нивно ангажирање како и поголема мобилизација на армиските сили. СДСМ смета дека недоволно и ненавремено се ангажираат армиските сили во поддршка на гаснењето на пожарите. Бараме нивно поинтензивно вклучување и поддршка. Министерот Панче Тошковски или конечно да се разбуди или итно да биде сменет. Не може да гори 5% од територијата, да има изгорени илјадници километри квадратни шума, а министерот кој што е надлежен да управува со комитетот за кризи да го нема никаде. Бараме целосно да се посвети на управување со кризата и управувачкиот комитет да е во постојано заседавање или целосно да се повлече да биде заменет. Чувството на граѓаните е дека едноставно владата се обидува упорно да ја минимизира кризата со тоа што тера политички агенди како ништо да не се случува. Ова, почитувани, е неодговорно и ова е погрешно. Ова потврдува дека овие функционери не се дораснати за позицијата и дека во секоја следна криза, наместо борба гради в гради, ние ќе гледаме обиди за пренасочување на вниманието на граѓаните. СДСМ, почитувани, ќе остане конструктивна во своите апели и поддршка на институциите со конкретни предлози. Активистите и членовите на СДСМ ќе бидат на терен со граѓаните секогаш кога тоа е потребно. Потребно е сите заедно да придонесеме што побрзо да заврши пеколот од кој изгореа 5% од територијата на Македонија. Ви благодарам.